Го прекршили премиерот Заев принципот на поделба на власти и немешање на извршната во судската власт, наспроти ставовите на експертската јавност дека тоа е недозволиво. На што ја темели тој убеденоста за тоа каква порака ќе се испрати со завршницата на предметот Титаник за изборни нерегуларности. Заедно со пресудите за други поранешни функционери, според него ова покажало дека законот важи за сите. На крај, вториот по значење случај според мене, тоа е Титаник заради изборите. Изборите се врв на демократијата и пораката и тука ќе се испрати согласно доказите, сум убеден, да не му текне на никој повеќе да ги крши изборните процеси. Неколку дена пред пресудата за Мијалков, Заев пред владата истакна дека треба да се почека и да се види дали тоа ќе се случи. Но како што кажа, тоа немало да биде показател за договор. Тој не бил ниту шеф на обвинителство, ниту шеф на судство. Ке почекаме у петок да видиме дали ќе има пресуда. Сите викат дека ќе се види дали има договор, дали ќе го осудат или не. Има договор или нема? Не, апсолутно не. Апсолутно не. Тоа само по себе покажува дека Зоран Заев ниту е судија, ниту е обвинител, ниту е шеф на судство, ниту е шеф на обвинителство. Како предскажување се толкуваше и изјавата на министерот за внатрешни работи дека со пресудата ќе бидат расчистени сите дилеми за тоа дали со Мијалков постои политички договор. Нема никаков договор, меѓутоа мислам дека изрекувањето на пресудата во петок, тоа не е работа на владата, тоа си е работа на судот. Меѓутоа изрекувањето на пресудата ќе ги расчисти сите овие можни дилеми. Експертската јавност му забележа на премиерот за ставовите искажани на пресконференцијата по враќањето на Мијалков. Недозволиво е, велат познавачите, Заев да ги контролира правосудните органи. Тие дури сметаат дека ваквите потези во следниот извештај на Европската комисија ќе бидат оценети негативно. Тоа што премиерот го направи пред владата беше буквално погазување на принципот на поделба на власт. И навистина жалам што многу малку се обрна внимание на ова. Знаете, не може премиер на една држава да каже удривме по најблиските. Државата треба, условно кажано, да удри, согласно владењето на правото, по оној кој што е обвинет во рамки на уставот и законите. Инаку се уште трае истрагата која според владата треба да покаже дали некој му помогнал на Мијалков.